Вечерва решив да одговорам на едно прашање кое што представува реакција на досегашните предавања во врска со запечатувањето на 144 илјади, во врска со Израел и сето оно што го зборував. Имено оваа реакција сум ја слушнал од повеќе лица во минатото, не само скоро време, и порано. И може да се рече дека на некој начин е прашање кое што го поставуваат, би можеле многу луѓе во светот да го постават на целата адвентистичка црква, например. Прашањето гласи вака, како што конкретно професорот Нихат го формулираше минатата сабота. Абе, зашто вие толку ги величате евреите? Така гласи прашањето. Да. Сега сакам да одговорам на ова прашање. Прво да споменам еден мал парадокс. Познавам најмалку двајца луѓе, а сигурно ги има повеќе, кои што не ги сакаат евреите, не велам ги мразат, не навлегувам во тоа, може би ќе сгрешам ако речем така. Меѓутоа сигурно не ги симпатизираат, не ги сакаат. Но многу симпатизираат, многу почитуваат и многу сакаат еден конкретен евреин од минатиот век. Данилог знае кој е тој евреин. Тој е другарот Јосип Брос. Тито. И име и презиме се чисто еврејски. И Јосиф, и особено Брос е многу често еврејско презиме. Многу луѓе во Израел така се презиваат. Кога зборував за Израел, за 144 илјади, на што мислевме? Дали мислевме на неверните евреи, кои што се во големо мнозинство? Дали мислевме на државата Израел, која што се нарекува себе си официјално Република Израел, или по еврејски Мединат Исраел? Или зборувавме за нешто друго? Што мисли Библијата кога вели Израел? Било во Стариот, било во Новиот Завет. Како прво, да, Божи народ. Како прво, дали господовиот Израел, ова е израз кој што Елена Вајд често го користи во раните списи. Значи, кога мозокот бил се уште многу празен, на почеток, кога не знаела многу работи од Светото писмо и воопшто од животот, на неизини тогашни 17 години и некоја година подоцна, често во своите визии го користи изразот господовиот Израел, видов господовиот Израел, тоа и тоа во последното време и така натаму. Понекојаш само Израел, например за 1844 година вели во рани списи, видов дека во 1844 година Христос влегол во второто одделение од небесното светилиште за да изврши специјално помирување за Израел, така се изразува. Тогаш не постоеше државата Израел. Постоја евреи, се разбира, од кои повеќето како и денес се неверници. На што мислела тогаш таа? На што мислел христијанскиот свет пред неја? Кога го употребувал името Израел? Би сакал да отвориме во еден текст од Новиот Завет. Рековме дека 144 илјади се од 12 колена Израелови, така Откровението ни вели,
по 12.000 од 12 колена Израелови, што значи 144.000 се израелци. Но што значи тоа? Кога Библијата вели Израелец. Се сеќавате во една прилика Христос, кога прв пат, така да речеме човечки, се запознава со еден негов иден ученик, што вели за него, таму Јован 1 глава, еве еден вистински израелец, во кого нема што? Лукавство. Значи, кој е вистински израелец? Според тие зборови? Оној во кого нема лукавство. А евреите се поим за што? Низ историјата. За жал, затоа што повеќето од нив, мнозинството, до ден денес, изминативе 2000 години, не биле верни, не биле верници во Исуса Христа. Поим за лукавство. Апостол Павле што ќе рече таму? Римјаните 2 глава, 27-28 стих. И тој нешто си дозволува да коментира за тоа кој е вистински евреин, дури, го споменува тој израз. Вели, вистински не е тој што е по тело, од надвор, туку тој што е духовно, од внатре и така натаму. Ке ги читаме и тие зборови. Но прво сакам да отвориме во неговото прво послание до Коринтијаните. Прво послание до Коринтијаните. Десета глава. Ке го читаме 18 стих. Прво послание до Коринтијаните, 10 глава, 18 стих. Го најдете стихот. Апостол Павле споменува тука еден Израел. Кој Израел го споменува? Вели вака: погледнете го Израел по тело, според телото. Оние што јадат од жртвите, нели се причесници со жртвеникот? Значи, во својата дискусија околу лебот и виното, околу причеста и така натаму, Павле прави една дигресија и се повикува како аргумент на нешто што веќе било пракса во Стариот Завет. Како апостол Павле го нарекува неверниот Израел во овие зборови? Мнозинството евреи кои што биле и тогаш и се и ден денес неверници, не го прифаќаат Христа, си имале тогаш своја се уште старозаветна автономија, религија, храм, левитско свештенство. Денес немаат тоа, но имаат цела држава која што ровари таму на Блискиот Исток, пали и гаси, и навидом никој ништо не им може. Како ги нарекува мнозинството евреи кои што не поверувале? Ај вака да го поставам прашањето. Дали било исправно, ако мислејки на неверните евреи, апостол Павле прашал вака, или рекол вака, напишал вака: погледнете го Израел, мислејки на неверните евреи. Дали би било во ред така да напишал? Погледнете го Израел. Не ги нарекува така. Не ги нарекува така.
Неверниот Израел не го нарекува само Израел. Неверниот дел на Израел ги нарекува Израел по тело. Израел само според телото, само според крвното потекло од патриархот Јаков. Зошто? Повеќето денешни евреи не се ниту тоа, ниту крвни потомци на Јакова. Пример, ашкеназите воопшто не се ниту семити по потекло, но да не навлегувам таму. Тие се некакви израелци, штом биле потомци на Јакова. Се разбира, никој нема право на некого да му забрани како ќе се вика. По грчки памет. Значи, ако постојат луѓе во светот кои што се викаат македонци, никој не може да им забрани да рече, не сте вие македонци. Ако неверните евреи сакаат да се викаат Израел и така се ја викаат државата, никој нема право да им рече, не смеете така да се викате. Тоа би било глупо, значи. Тие се израелци. Меѓутоа, тие се израелци по тело. А тоа, како да значи, дека не се вистински израелци. Зошто? Што рековме за името Израел? Кога името Израел му било дадено на патриархот Јаков? Значи, лукавиот Јаков, измамливиот Јаков, па и бизнисменот Јаков, бидејќи првенството го купил на многу ефтин начин. Само евреин може толку ефтино да купи толку вредна работа. Станува Израел тогаш кога духовно се препородува. Тогаш кога го сретнал Господа. Тогаш кога се просветлил, се продуховил, се наново родил, како сакате речете. Значи, Израел е поим за духовен, за верен, за новороден, не за телесен, лукав, измамлив и така натаму. Имаат ли право да се нарекуваат израелци? Државјаните на таа држава? Да, имаат. Јас не им го оспорувам тоа право. Меѓутоа, може ли да постои сега Израел без да биде духовен? Без да биде новороден? Без да го има Христа? Без да се сретнал со Христа? Според искуството на патриархот Јаков, кој што го добива името Израел, такво нешто не би требало да постои. Не би требало да постојат неверни израелци. Не би требало да постојат. Не би требало да постојат неверни христијани исто така. Значи, оно што сака да живее пагански начин на живот, да блудствува, да се пијанчи, да тепа жени дома и да не споменувам разни други глупости, тој нека не се нарекува христијанин. Нека не исповеда никаква вера. Подобро ќе биде. Но факт е дека постои еден Израел кој што се уште не верува, иако такво нешто е оксиморон. Израел е поим за духовен, за верен, за препороден, за новороден, просветлен, виден од Господа човек. Какво решение има апостол Павле? Односно, тоа не е негово решение.
за неверниот Израел. Најмногу од било кој друг, ако после Христа можеме да речеме, оној што најмногу жалел, што најмногу се молел, што најмногу тагувал по судбината на израелскиот народ, бил апостол Павле. Оно што најмногу посакувал тие да се обратат, да го прифатат Христа, да се продуховат, значи мнозинството евреи, да влезат во Новиот Завет. После Христа, оно што најмногу копнел тоа да се случи и најмногу сочувствувал со судбината на своите сонародници, бил апостол Павле. Господ не му дал задача да мисионира меѓу својот народ, го нарекол апостол на незнабожците. Не било Божја волја тој да се враќа во Ерусалим. Дори пророкот го предупредил тоа да не го прави. Од љубов кон својот народ тој се враќа во Ерусалим. И таму бива уапсен, се случуваат разни ситуации кои што на некој начин сериозно влијаат понатамошниот негов живот. Меѓутоа, апостол Павле заради таа голема љубов кон својот народ добива, му е покажана една тајна, која што никој друг не ја знаел. Која е таа тајна? И он зборува за таа тајна. Таа тајна ќе ја прочитаме во Римјаните 11 глава. Што ќе се случи со неверниот дел на Израел, според Светото писмо, според Новиот Завет? Зошто воопшто постои и понатаму израелскиот народ, ако поголемиот дел од него не верува? Самиот факт што се нарекуваат република е неверство. Во Библијата може ли Израел да биде република? Може ли господовиот Израел да биде република? Што е господовиот Израел? Господовиот Израел е месијанското кралство. Библијата познава еден Израел кој што е секогаш кралство. Давидовиот престол. Да. Иако мене многу ми се допаѓа, ќе читаме и до 29. Но пред да отидеме таму, би сакал да почнем од првиот стих, некој мисли од почетокот. Значи, Израел, кој што Библијата го познава и го споменува, е кралство. Месијанско кралство. Единствен престолонаследник на тоа кралство е кој? Божиот син, наречен и Давидов син, Исус Христос. Денес поручувавме за власта, обновувањето на власта во библиската полука. Постои еден стих во Новиот Завет. Самиот Христос ги кажува тие зборови, кои што се однесуваат на оваа тема. А не знам дали полуката, лекцијата го споменува. Таму Матеј 28 глава, 18 стих. Знаете што вели? Значи, пред да им го даде налогот во 19, одете, проповедајте по сите народи, направете ги мои ученици. И пред да се вознесе, што кажува Господ? Ми се даде секаква власт. Каде? На небото и на земјата. Денеска христијаните и низ историјата, особено во средниот век, под влијание на папството, многу сакаат да го ограничат Христовото кралство, значи кралството Израел, само на небото. А, да, тоа е небесното царство. Точно дека е небесно, меѓутоа, како да сакаат луѓето да толкуваат дека е само таму.
неговата власт. За да може тука да робарат они како сакаат. Разни нерани мајковци, кои што и се представуваат како христијани. Било во средниот век, било денес. Христос не рекол така: ми се даде секоја власт на небото и на земјата. Кралството Израел претендира на секој квадратен сантиметар од оваа планета. За разлика од Република Израел, која што претендира само и можеби најавената Трета светска војна, има за цел, меѓу другото, да ги прошири неговите граници, како во времето на Давид и Соломон. Значи, цел Либан, таму до Еуфрат, на југ до Египет и така натаму. Но кралството Израел, Господовото кралство, претендира на целата планета. Целата територија на оваа земја. И подалеку од неја исто така. Целото небо и секоја територија на земјата. Христос вели дека му се даде секаква власт. Воскреснатиот Христос, единствениот престолонаследник на кралството Израел, на Господовиот Израел, му се даде секаква власт на небото и на земјата. Веруваме ли ние во тоа? Првите христијани, затоа што верувале во ова, биле гонети од римските императори. Затоа што верувале дека Христос е цар не само на небото, и тука на земјата. И тоа било ривалство во однос на било која друга државна власт на оваа земја. И биле спремни да гинат заради таа вера, затоа што е вистината. Средниот век, се разбира, папскиот отпад направил каша попара во многу области и, меѓу другото, ја ограничил Христовата власт само на небото. Демек, тука на земјата владеат само негови делегирани представници. И сега апостол Павле поставува прашање. Дали Бог го отврли својот народ? Зошто постои воопшто и овој неверен Израел? Дали постои само затоа да се леат тони крв и на Блискиот Исток и на многу други места во светот? Да се продолжува ова бесмисла, гинење на еден куп деца Авраамови, евреи или арапи, сеедно? Зошто постои овој Израел? Овој Израел се уште е неверен. Овој Израел по тело. Меѓутоа, апостол Павле поставя прашање, зарем Бог го отфрли својот народ? И вели, интересно, никако, зашто и јас сум израелец. Значи, постои и верниот Израел. Постои 37.000 души од времето на Илија, кои што се символ на остатокот во денешно време. На некој начин и символ на 144 илјади, за кои што зборувавме. Да не ги читаме сите тие стихови тука до 7, бидејќи ја развиваат таа тема. Како Божјата благодат, заради Божјата благодат постои остаток, верен остаток. И тоа е по благодат, а не по дела. И така натаму, и така натаму. Меѓутоа, она што посебно сакам да го нагласам е дека во оваа глава неверниот Израел, оние што отпаднаа, оние што го отфрлија Евангелието и до ден денес не веруваат во него, апостол Павле ги нарекува слепи. Вели 10 стих, например, цитирајќи еден старозаветен стих, да се замрачат очите нивни, да не гледаат. Слепотија дојде врз нив. Понатаму вели во оваа глава.
Немаме време да ги читам сите тие стихови. 11 стих поставува едно интересно прашање. Ви велам пак, значи им го пишува на римјаните, пазите, на оние што долги векови ќе бидат водечка христијанска црква. И тогаш кога била верна. А се разбира со папскиот отпад, тој примат или таа желба да се биде прв во црквата, никогаш нема да престане до ден денес. Но и тогаш кога биле верни римјаните, римската црква особено, кога била пример, би имала водечка чест во христијанскиот свет. И токму нив требало да им се каже ова, бидејќи римјаните беа први што сето ова ќе го заборават и ќе станат предводници на антисемитизмот и омразата кон евреите во наредните векови. Како што паганскиот Рим бил и пред тоа. Ви велам пак, дали тие се сопна за да паднат? И сега вели уште еднаш не. Гледам, Нихат си отиде, тврда беседа беше за него. Меѓу тоа беше многу важна тема да се чуе. Дали Бог отфрли својот народ, први стих? Никако. 11 стих, дали се сопнаа за да паднат? Не. Ако Господ сакал да го отфрли својот народ, немаше денес да постои ниту еден евреин. Ке беа збришани од историјата. Постојат денес халдејците, вавилонците. Постојат асирците, некогаш страф и трепет на планетава. Конечно, самата Римска империја. Не. Но со нивниот престап дојде спасението за незнабожците, за да се возбуди во нив ревност. И понатаму ја дава споредбата со маслиновото дрво, одсечените гранки, накалемените гранки. Значи, кога незнабожците се накалемуваат на тоа дрво, незнабожците влегуваат во Израел, стануваат и тие дел од Израел. Еве ја тајната за 144.000. Како се сеќавате во соборното послание на Јаков, како почнува, до кого го испраќа посланието? Рековме тогаш. До посланието е испратено до, конкретно тој вели до кого го испраќа посланието. Јаков прва глава, први стих. До 12 колена кои што живеат расејани и набројува разни области. Тогашниот свет. Апостол Јаков напишал соборно послание, што значи до целата црква, до сите христијани, или со православен јазик вселенско послание, на целата вселена. А тој самиот вели дека го праќа до 12 колена. Како може ова се свати? Само до евреи го праќа посланието? Не. Туку во Израел влегуваат и сите оние што биле незнабожци, што се накалемени гранки, на местото на оние кои што се исечени, кои што отпаднаа. Значи, Господовиот Израел постои цело време како Божи народ, само што постојат гранки што се исечени, отпаднаа, а постојат накалемени гранки на место нив, но дрвото се уште постои. Затоа и вели, ако пак некој од гранките се скршени, а ти кој си дива маслинка си бил прекалемен на нивното место и си станал заедно со нив соучесник во сочниот корен на маслинката, не биди горделив пред гранките, како што Рим се возгордеа подоцна. За жал. А ако сепак се возгордеш,
треба да знаеш дека не го држиш ти коренот, туку коренот тебе. Значи, не извира спасението од Рим, како ни од Охрид, што не извира. Спасението, самиот Христос рекол, е од евреите, значи почнало од Ерусалим да се проповеда. Коренот е тој, пророците и апостолите. Затоа, на темелите на Новиот Ерусалим, кои имиња беа напишани? Сеќавате? Што рековме? Чии имиња беа на темелите, а чии имиња беа горе на портите? 12 се едните и другите. Темелите беа апостолите. А горе беа имињата на 12 колена. Ево, прочитате, Откровение 21 глава уште еднаш. Затоа зборувавме. Не го држиш ти коренот, туку коренот тебе, затоа не биди горделив. Ако Господ не ги поштеди природните гранки, затоа што отпадна, нема да те поштеди ни тебе, ако станеш отпадник или неверник. И сега, од 25 стих натаму, и со нив ќе завршиме. Малку пречекоривме, но ќе ми простите. Сакам, браќа, да не си помислите во себе дека сте мудри, да ја знаете оваа тајна. Еве ја тајната. Која е таа тајната? Како вели? Дека слепотијата или закоравувањето, овој превод вели, само со еден дел падна врз Израел, или само на еден дел од Израел падна, додека да настапи, или други преводи велат, додека влезе полнотата на незнабожците. И после што вели? И така целиот Израел ќе биде спасен, како што е напишено, ќе дојде од Сион ослободителот и ќе ја одврати безбожноста од Јаков. Ова е пророштво. Од секојаш христијаните знаеле и верувале дека во последното време најголемиот дел од Израел ќе се обрати. Не е битно дали се тоа денешни жители на таа држава или било каде надвор во светот. Затоа што ќе дојде ослободител кој што ќе одврати безбожноста од Јакова. И сега видите што вели понатаму. Цитира повторно и вели: и тоа име ним завет од мене кога ќе ги одземам нивните гревови. Ако читате Осија го вели истото. Долго време синовите Израелови ќе бидат без цар, без свештеник, без целокупното левитско богослужение. Парафразирам. И тоа долго време вели ќе трае до последните дни. И тогаш ќе го побараат Господа и ќе го побараат Давида, својот цар. Да не ги читаме и тие зборови. 28 стих и 29, кој што многу ми се допаѓа мене лично. Со оглед на Евангелието, тие се непријатели Божји поради вас. Много интересно. Значи, неверните израелци се непријатели Божји, што се однесува до Евангелието. Така? Така. Но, што се однесува до изборот Божји, тие се возлюбени од Бога заради татковците. Или што би рекле на православен јазик, заради оците. Кои се тие? Зошто Господ го избрал Израел? Колку пати во Стариот Завет, во Мојсеевите книги, Господ вели, немојте да мислите дека затоа што сте вие нешто вредно,
затоа ги терам незнапоштите пред вас. Туку затоа што им се заколнав на Аврама, Исака и Јакова. Заради нив. Зошто е Израел избран? Не зашто тој вреди нешто. Туку затоа што вределе татковците. И дури и кога се непријатели Божји, до ден денес се непријатели Божји, тоа е факт, се додека не веруваат, се додека не го прифаќаат Христа, се непријатели Божји. Да не споменам и разни беззаконија што се прават од нивна страна. Како што би рекол Христос, са лажните евреи, синагогата сатанска. Се непријатели Божи. Но Израел како поим, коренот, маслинката, дрвото, она оригиналното се уште постои. Господовиот Израел се уште постои. Па дури и неверните израелци, тој слеп, ослепен дел, закоравен дел, се возлюбени од Бога заради татковците. И сега 29 стих вели, зашто даровите и повикот Божји се неотповикливи. Ете какви зборови. Знаете што значи неотповикливо? Немаме време повеќе да зборуваме на оваа тема, но сакав малку да нафрлам некои мисли од Светото Писмо, кои ќе ни помогат да разбереме каков треба да биде нашиот однос и нашето разбирање. Не само кон евреите, и кон другите народи, арапите, сите други народи. Туку пред се да разбереме што значи Господовиот Израел. Да разбереме дека сите верници се дел од Израел, накалемени гранки, дури ако немаат никакво крвно потекло од Авраам, од Израел, од Јакова. Да разбереме дека 144.000 се вистински израелци и дека било кој од нас, секој од нас може да биде во тој број. Бил, не бил, се разбира, важно е да бидеме спасени. И да разбереме дека, оно што е најважно од сето тоа, дека тие се живите запечатени верници. Остатокот од семето на жената. Остатокот од Израел за кој што збореле старите пророци. Остатокот триумфалната црква. Црквата која што ќе го победи змејот, зверот, жигот негов, лажниот пророк. Значи целиот нов светски поредок. Нека Господ не благослови да бидеме дел од тој вистински Израел. И низ цела вечност да бидете поданици на кралството Израел, на Господовото месијанско царство. Нека му е фала и слава. Амин.